Почитувани медиуми, во изминативе неколку месеци бевме сведоци на одредени небили настани кои го засегнуваат студентското организирање. Најпрви би сакал да започнам со нелегитимните студентски избори, кои за жал од страна на студентскиот парламент беа признаени како легитимни и покрај тоа што како што и самите бевте сведоци имаше низа нерегуларности. Почнувајќи од тоа дека немаше параван, каде што студентскиот гласач можеше тајно да го оствари своето право на гласање, до избирачките списоци, па се до физичката пресметка и доаѓањето на специјалните единици пред студентскиот парламент. Исто така би сакале да се осврнеме и кон финансискиот извештај кој студентскиот пленум го објави во јавноста пред неколку дена, каде што можевме да видиме разни малверзации, односно неконтролирање трошење на студентските пари, односно пари трошени за личните интереси на одредени луѓе во самиот студентски парламент. Токму и поради тоа, студентскиот парламент ќе го организира првиот неформален студентски референдум кој ќе се одржи на 28 септември со цел студентскиот парламент да стане дел од универзитетот. Односно, статус квото моментално какво што е дека студентскиот парламент представува невладина организација. Студентскиот пленум смета дека е крајно нелогично студентски парламент кој ги представува универзитетите на државниот универзитет да биде невладина организација, односно да не биде дел од самиот универзитет, односно од универзитетот на кој што студираат студентите кои што ги представува истиот. Токму поради таа причина, ние веруваме дека самиот студентски парламент треба да биде во склоп на универзитетот и од втора причина поради тоа што покрај немилите настани што се случува немаше директни импликации, односно самиот универзитет и самиот сенат како највисоко тело на универзитетот не можеше директно да влие, односно да може да ги санкционира самите студентски избори. Сметаме дека е крајно нелогично една невладина организација да ги представува самите студенти.